точно, Лјупчо Николовски, како било кој друг граѓанин, полека, ќе ти одговорам, има право на одмор. Видно нервозен вице-премиерот за борба со корупцијата Лјупчо Николовски кажа дека имал право да посвети време на сопругата, имал право на 3 дена одмор, бидејќи работел по 16 часа дневно, посветено на граѓаните државата. Вака тој одговори за одморот во Дубај, во ек на пандемија, кога препораките се сите да седат дома, за да не се шири коронавирусот. Тоа што законски ме следува, нема да дозволам никој да ми го попречи. 3 дена одмор на 16 часа работа за граѓаните и за државата, честно, искрено и одговорно, имам право да ги посветам на сопругата. Може би контекстот и од ова временска дистанца е направена грешка од наша страна што е избран Дубај 3 дена и некако одмор, туку и работни состаноци на сопругата која што живее, односно работи за странска компанија, не за домашна. Но и се извини, вели со приходите што ги имал од својата 16 часовна работа дневно, можел да отиде 3 дена на одмор, признавајќи дека испратил лоша порака со избраната локација. Работното време на Николовски беше причина и за реакција на социјалните мрежи. Една од пораките вели и криминалците барале тој да намали со работа за да преживеат. Вистина е дека Лјупчо Николовски работи 16 часа дневно за граѓаните. Имено толку часа човек е буден, а држење на тој глобус наместо глава што го има на рамење е фул-тајм џоб. Работам 16 часа на ден, кажа Лјупчо Николовски. 2/3 Груевски. Кој ќе е полна месечина, очекувам целосна трансформација. Непартиските криминалци на питачки стап поради посветеноста на генерал Лјупче. Покрај Николовски, кој веќе е во државава, се уште на одмор во Мексико е поранешниот генсек на владата, сега советник на Заев Драги Рашковски. Тој барем за сега не изрази жалење што е во Мексико, само кажа дека овој одмор го чинел ефтино. Одморот ми е планиран пред неколку месеци, така што искрено не можам да знам однапред што ќе се случува на политичката сцена неколку месеци подоцна, а во однос на тоа зошто Мексико, затоа што цените на хотелите не биле никогаш пониски. Проверете на Booking, за 14 дена имате хотели со 4 звезди за 350 евра. Додека едниот се фали дека минал ефтино во Мексико, другиот нервозно одговара дека му е жал што бил во Дубај, оставки се уште нема. Таков не е примерот ни светот. Во Канада министерот за финансии на Онтарио Рон Филипс си поднесе оставка од морални причини, бидејќи во текот на декември минатата година во ек на пандемија бил на одмор на Карибите.